Немојте да подлегнувате под медиумски шпекулации, иако сте и вие медиуми. Вие треба да имате цел вистината. Не сум избркал ја никој од мојот кабинет. Ја имав средба и за прв пат ми беше донесен документ во кој не сум вклучен нити запознан. И затоа кога го добив документот, ја немав што да разговарам на таа средба. И затоа им кажав, средбата и затоа кратко траеше. Не сум бил вклучен во донесувањето на тој документ и зашто да бидам ја тој што ќе го легализира тој документ. Како го создале и донеле без моје учество, така и нека си го завршат без моје учество. Тоа е принципелен став, затоа што согласно Уставот и законите на Република Македонија, председателот е надлежен за склучување на меѓународни договори. Председателот бил исклучен од целиот процес и изготвување на таков документ, зашто сега да легализира туѓа активност и постапка за која е прекршено она што е создадено како еден вид консензус на државниот врв. Нема промена на Уставот и нема прифаќање на ерга омнес. Така што таа е нивна одлука и нивна е одговорноста. Не прифаќам ја квалификации дека јас сум попречувал стабилност на регионот. Се знае кој е тој што сиве овие години ја доведува состојбата во Македонија во ваква состојба. Се знае кој ја блокира Македонија и ја одзема незина и влие на незината иднина. Се знае кој го попречува правото на просперитет на еден народ. Така што бидете умерени во вашите квалификации и не потпаѓајте под туѓи влијанија. Секој председател е под заклетва која дава, која го прима својот мандат и се колни на Уставот. Сум се заколна, сум дал свечена изјава дека ќе го почитувам Уставот. Не можам да прифатам акт кој е спротивен на Уставот и законите на Република Македонија и кој е спротивен на консензусот изграден на државниот врв. Ова, затоа вчера мојот изјава кажав, е личен акт и лична одлука на еден премиер кој не ги земал предвид сите последици од таков штетен договор, кој не затвара, туку отварат многу прашања и создават голема неизвестност, несигурност и за Македонија и за регионот. И затоа повторувам, не може остварувањето од стратешките цели на Македонија, членство во НАТО и Европската унија, да бидат алиби за штетни и за поразителни договори кои ќе ги склучува Македонија.